Експресно и без дилема, Советот на обвинители одлучи да почне постапката за разрешување на Катица Јанева од позицијата шеф на СЈО. Одлуката падна во истата сала, каде во 2015 година Јанева положи свечена заклетва дека како шеф на новоформираното СЈО безкомпромисно ќе се бори против криминалот и корупцијата. Советот треба да изготви извештај кој според преседателот Коле Штериев ќе биде готов денеска или најдосна утре, а во кој ќе бидат содржани основите за разрешување на Јанева. Советот едногласно одлучи дека се исполните услови за да започне постапка за разрешување на јавната обвинителка Катица Јанева. За тоа да го направиме, Советот треба да изготви извештај со утврдена фактичка состојба и да го достави до Собранието на Република Македонија, за да, согласно своите надлежности, Собранието понатаму ја продолжи постапката. Извештајот ќе содржи, пошто сме лимитирани да изнесуваме податоци, имиња, презимиња, ќе содржи еден сажеток кој ќе ги преслика еден дел од исказите кои според нас се значени за да Собранието има пред себе утврдени факти за да може понатаму да одлучи да предложи до Советот разрешување или нема да предложи. Првата инстанца во законодавниот дом каде ќе пристигне извештајот е Комисијата за мандатно-имунитетни прашања, чиј председател е Илија Димовски од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Јас во текот на денот започнав начални консултации со господинот Џафери, со дел од координаторите на пратеничките групи. Го очекувам извештајот, во моментот кога ќе го добиеме извештајот ќе постапиме промптно во насока на запазување на некоја динамика на постапката. Постапката е комплицирана. Откако извештајот ќе ја мине комисијата и ќе добие согласност од 4 партии со најголем број на пратеници, процедурата налага да се закаже пленарна седница на која за разрешување на Јанева е потребно двотретинско и бадинтерово мнозинство. Останува дилемата кој ќе ја замени Јанева и што ќе се случува со СЈО. Власта и опозицијата со месеци се заглавени во преговори околу наследникот и статусот на СЈО, а крајниот рок до кога треба да се најде решение е 15 септември. Катица Јанева се наоѓа во притвор и е осомничена во случајот рекет за злоупотреба на службената положба и овластување. Според обвинителството за гонење на организиран криминал, таа му издействувала на бизнисменот Орце Камчев, осомничен во предметот империја на СЈО, укинување на притворот и враќање на патната исправа. Од Скопје, за Гласот на Америка на македонски, Огнен Чанчаревиќ.